Добар ден и од мене. Продолжуваме во студиото на Слободен печат. На вчерашниот ден пред 65 години се основал Технолошко-металуршкиот факултет. Денеска со мене е деканот на факултетот Стефан Кувенджиев. Добро дојдовте, декане. Ви благодарам. Овој јубилеј заслужува да кажеме збор 2 за факултетот, за неговите почетоци и нешто што пред емисијата ми го споменате за првиот индекс издаден од факултетот. Така, ви благодарам на поканата да присуствувам денеска во вашето студио и да поразговараме малку на темата за големиот јубилеј. Тоа е убава прилика и убава можност за промоција на не само на нашиот факултет, туку воопшто и на инженерската фела во современото време и во државата во која нели ние заедно живееме, екзистираме и за чија благосостојба секогаш напорно и вредно работиме. 65 години е голем јубилеј, значителна бројка, бидејќи веќе од 59-та година со основањето на Техничкиот факултет во Скопје е створен зародишот од кој се изнедри подоцна Технолошко-металуршкиот факултет како институција со највисоко реноме и институција која на своите плеќи го има поднесено бремето на создавање и креирање на индустриското производство и на стопанството и економијата воопшто во целост. Во рамките на церемонијалната прослава на овој голем јубилеј 65 години факултет, ние превземавме активности да се собереме и да направиме една вонвременска средба со представниците од првите генерации кои воопшто биле запишани на Технолошко-металуршкиот факултет, не само поради фактот што тоа се првите индекси, првите инженери, технолози и металурзи кои излегле од нашиот факултет, напротив, повеќе заради нивното значение и нивната улога, државотворна улога во создавањето на современата македонска држава во целост, како од аспект на стопанството и индустријата, така и од аспект на формирање на постулатите со кои ние се тежнееме и се надеваме да постигнеме една академска извонредност. Ајде да спомнеме некое име од тоа. Индекс број 1 на Технолошко-металуршкиот факултет е професорката Радмила Кипријанова. Се она што би можел јас да кажам, знам дека веќе инженерската фела и академската средина веќе го знае и го познава. Се работи за професор, за личност која оставила длабок белег и во сојузната држава и во современата македонска држава, која била носител на витални функции од кои многу зависело во државата, како што веќе споменав. Меѓутоа, ние имаме и дополнително голем број на металурзи и технолози, дипломирани, магистрирани и докторирани на нашиот факултет, кои исто така во тие први времиња, во тие несигурни, условно кажано, времиња, се одважиле да го понесат бремето на основоположување на современото стопанство, на современиот индустријски развој и воведување на основните принципи на технолошкиот развој и подоцнежното развивање на современата држава. Градење сосема нови фабрики. Така. Каков е денеска интересот на младите да се запишат на Технолошко-металуршкиот факултет и ако може да направиме некоја паралела, дали тој тренд се зголемува или пак се намалува? Во последно време, како и на повеќето факултети во државата, имаме можеби стагнација или благ пат во бројот на студенти кои се запишуваат во првата година. Меѓутоа, тоа е поради повеќе фактори. Функционалната зависност на бројот на студенти кои се запишуваат секоја година е една комплексна математичка зависност и зависи од многу фактори. На дел од нив, како академска фела, ние немаме некое значително влијание, меѓутоа тоа воопшто не значи дека нашите напори да го зголемиме бројот на студенти и да ја актуализираме инженерската проблематика воопшто и нашата струка треба да застане. Напротив, како факултет, превземаме
серија на активности кои се насочени кон актуализирање не само на факултетот како академска средина која е со највисоко реноме и каде што веќе 65 години, како што спомнав, се негува технологијата и металургијата, туку и воопшто значењето на оваа струка дополнително добива вредност во последно време, како во Европа и во светот, така и во домашни рамки. Сепак стопанствениците се жалат дека им недостига кадар, особено недостигаат, велат, условно кажано, металците, како што ги викаат, нели, и машинците. Каква е вашата соработка со стопанството за да се надмине овој проблем? Пак, со оглед на тоа што Технолошко-металуршкиот факултет е факултет на производството, во основа. Ние негуваме долгогодишна соработка со многу компании, како од технолошкиот сектор, така и од металуршката струка. Нашата соработка не се базира само на поддршка во реализирање на одредени проектни активности или апликативна дејност, напротив, основата на нашата соработка и во наставно-образовната дејност на факултетот. Имаме соработка со бројни компании и би било неблагодарно да ги набројувам една по една, затоа што наистина бројот е позамашен и од едната и од другата струка, и од металуршката и од технолошката струка, во насока на обезбедување на стипендии, во насока на вклучување на инженерите кои се со богато и големо искуство во самите компании во реализирање на клиничката настава на факултетот, реализирање на теренска настава и теренски посети на нашите студенти и конечно постигнување на една кохезија помеѓу апликативниот аспект, односно инженерскиот аспект и наставниот и академскиот аспект, а тоа се реализира токму како резултат на оваа вклученост на инженерите во редовната настава, за да ние конечно како факултет успееме да дадеме еден готов производ. Готовиот производ кој ние го нудиме на пазарот се дипломираните инженери, технолози и металурзи. Нивното усовршување е многу битно за следење на современите трендови на технолошкиот развој кои се актуелни секаде во светот, па нормално и кај нас. Дали имате воспоставен модел на дуално високо образование? Обично тоа се поврзува со средните училишта, меѓутоа еве од вашиот факултет некаде да практицираат директно. Во принцип дуалното образование е актуелно доста кај средните училишта, кај средните стручни училишта, меѓутоа и ние како факултет и воопшто како академска фела не сме изоставени од целиот тој процес, особено поради фактот што превземаме серија на активности со компаниите со кои соработуваме за вклучување, повторно ќе кажам, многу повеќе во поголем обем на инженерите од пракса во реализирањето на наставно-образовниот процес, со тоа што нудиме обуки за големите компании за преквалификација и доквалификација на постоечкиот кадар. Образованието не почнува на факултет, меѓутоа не завршува со дипломирањето. Токму затоа, тоа е нешто што трае доживотно и ние имаме таков пристап во нашата дејност целосна наставно-образовна. Тоа е сршта која ни дава сила да можеме да ги постигнеме сите оние цели кои ги имаме зацртано. И научно-истражувачката и апликативната дејност нема целесходност без успешна наставно-образовна дејност. И целата таа пракса на нудење на обуки на компаниите, воведување и евентуално потенцијално акредитирање. Сега сме во фаза на преговори со неколку компании кои што се заинтересирани за акредитирање и на специјалистички и професионални студии кои ќе им бидат од голем значај за идното профилирање на кадри како оператори, сменоводители и со друга намена кадар и персонал во нивните компании. Така. Ние сме отворени за таа соработка. Рак рана, да кажам, на нашата држава и селувањето на младите, нема некоја посвежа пресметка колку чини еден студент завршен. Една постара зборуваше пред 10 години некои 20.000 евра, сега е веројатно тоа многу поголем износ.
Дали вие познавате лично, може би, ваши студенти кои биле супер одлични и за жал потоа си отишле од земјава? Секако, тоа е на жалост и секојдневие. Ние имаме плејада на одлични студенти, односно дипломирани инженери, технолози, металурзи, наши колеги, кои од одредени причини не секогаш професионални, меѓутоа најчесто професионални причини и економски поводи имаат заминато од државата и работат за странски компании и предонесуваат во странски економии, во странското стопанство, условно кажано. Меѓутоа, тоа не е нешто, морам да потенцирам, што нас не обесхрабрува. Нашата дејност е поврзана со континуум. Ние сме со богата традиција, институција која има богата академска традиција и се надеваме дека ќе успееме да ги негуваме сите оние принципи и постулати кои се поставени пред 65 години. Така. Еве, на прагу сме на уште една академска година. Какви се очекувањата за запишување? Дали државата, па и самиот факултет на некој начин го одработи она свое што можеше да го одработи за да привлече повеќе студенти, затоа што, како што зборуваме, трендот се намалува. Не знам какви се бројките, може би на прсти се бројат студентите. Оваа година што очекувате? Вака, ние очекуваме да сите оние активности кои ги превземаме прво како високообразовна институција Технолошко-металуршки факултет, а потоа и во соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што нормално ние сме членка, да вродат со плод, да се зголеми интересот за студирање на секој од факултетите, а особено на нашиот факултет, заради тоа што тежината и значењето на инженерската струка, пред се на инженерите, технолози и металурзи, е витално за економската благосостојба и заопшто благосостојбата и развојот, технолошкиот развој на државата. Не може, непоимливо е да било која економија се темели без успешна имплементација на современите трендови на одржливиот развој, на современите технолошки трендови и воопшто индустријското производство. А факултет на производството е Технолошко-металуршкиот факултет. Колку факултетот ги применува новите трендови, она што сигурно вие знаете што прават, може би вашите колеги од факултетите во Германија или не знам некоја друга земја, дали сме тука блиску или дали? Како еден од факултетите кој има позамашен број на трудови со импакт фактор, како факултет кој има бројни меѓународни проекти од програмите на Horizon, од програмите на НАТО, SPS програмата, имаме доста соработка со големи компании во странство, меѓутоа пред се со реномирани универзитети во Европа и во светот. И сме директно упатени на соработки и на следење со она што е state of the art, она што е современо во како во научно-истражувачки, така и во апликативниот аспект на нашата дејност. Континуирано се усовршуваме, континуирано ги следиме современите трендови, не каскаме. Држиме чекор со врвните и најреномираните европски и светски институции. Тоа е наша задача и оставштина од овие 65 години и се надевам дека тоа трае и ќе биде иднината светла. Минатото ни е богато, сегашноста ни е малку со предизвици, меѓутоа иднината ни е светла, особено гледајќи ги новите генерации на дипломирани и магистрирани инженери технолози, како и нашите докторанди. Мојот став е дека имаме добра и светла иднина. Кога зборуваме за недостиг на кадар, дали има можеби недостиг на кадар во самиот факултет од страна на професори? Видете, во принцип, секогаш ќе испадне дека се жалиме, меѓутоа сметам дека повеќето од факултетите, како во рамките на УКИМ, пред се во рамките на УКИМ, така и на останатите, имаме секогаш потреба од дополнително ангажирање на кадар. Меѓутоа, секогаш се тие барања насочени кон подмладување на тековниот наставен кадар и ненаставен кадар, нормално, заради тоа што не можеме да се фокусираме само на професорите и на асистентите, напротив, за успешно функционирање на било која институција, па така и на
академските институции е неопходно успешно екипирање на сите одделенија и на сите сектори, за да функционираме успешно како целина. Ние имаме секогаш актуелни барања за вработување, за подмладување на кадарот и се надеваме дека динамиката малку ќе добие на сила, односно ќе се забрзаат тие процеси на замена на кадрите кои пред се одат во пензија и подмладување на персоналот кој веќе работи на факултетот. Токму нешто за што во повеќе наврати имаме слушнато и од ректоратот, а и тоа и наш став нормално кој го делиме, е дека мораме да имаме малку поголема автономија од аспект на кадровската политика и од аспект на економското, односно финансиското водење на работата на академските институции. Декане, ви благодарам на овој разговор, ви го честитам јубилејот и ви посакувам некоја моја идна колечка да ви прави интервју за 100 години од постоење на факултетот. Ви благодарам многу и на вас за одвоеното време. Ние продолжуваме со нашата програма.